Коцкањето сериозно ги подрива општеството кое неколку децении се судрува со транзицијските проблеми и се потешка сиромаштија. Тоа не е случај во нашата држава, туку и со тие од соседството па и пошироко. Поради поидувањето на општествените вредности, некои држави донесоа законски решенија за дислоцирање на коцкарниците надвор од градовите и населените места. Други најавуваат дека ќе ги затворат во период од една декада, а трети дека ќе воведат многу построги критериуми за нивното работење во определени зони. Јавноста во Северна Македонија деновиве пројавува активности за борба против овој вековен порок. Деновиве во Гостивар е одржана дебата за проблемите што ги предизвикува коцкањето, за негативните рефлексии врз младата популација, како и за подривањето на личната и семејната екзистенција. Неофицијално, економисти кои ги следат овие текови пресметале дека само лани во нашата држава по тие основи се вртеле околу 1,5 милиарда евра коцкарски пари. Таа сума е приближно 10% од приходите во државата. Поради овие податоци и состојби во јавноста се повеќе се вртат примери како возрастни жени си ги искоцкале за штедите, како млади лица наивно пуштајки се во коцкарски игри за една ноќ прокоцкале десетици илјади евра, како губитници уништувале казина, напаѓале хостеси, меѓусебно се пресметувале, а во тоа несебично им помагале финансиски фирми со давање брзи и мали кредитчиња заради брзо пропаѓање во долгови.